згради, пред Лукойл, на излезот контролира. Ветуваме дека ќе го вметнеме во развојните планови веќе 3 години. Од 2013 до 2014 и преку 2015. Шо е тоа? Ако нема, сега засега го узија, ако утре го зградите, ќе престани. Ќе материализирате илузијата. Секој е чист. Умешни сте материализирање на илузија. Влезовите во битола дали биле илузија. Илузија се. Значи, што мислите, ево, цела ова моја десна страна собрање, каде почнува битола? Од пример тоа ќе кажам. Каде почнува? Е Лукойл? Таблата сте виделе каде е? Јас ќе ви кажам, од кружниот тек на другите, до Лукойл има точно 1000 метри. Од Лукойл до таблата битола, пред трафостаница, има точно 1,7 километри. Сте го виделе во каква состојба е тој дел од патот, таа делница? Направен е влезот во битола, тоа го сметате за направен влез во битола? Знаете каде е таблата битола која се влегува од Охрид? Знаете до каде вие сега го направите патот? Иронијата види поголема, во развојниот план за изградба на тој дел на улицата Довлечик, лани, станеше дека проектот продолжува и во 2017 и во 2018. Ова година завршите со 2016. Се откажавте од влезот. Тоа не е илузија. За такви работи правиме глава. Во наше време се отпуштам, во ваше време се градат. Останале 200.000 работа, уште да спомнете дека на 150.000 косовно се дајани лични карти, значи, тука се повторуваат и за работа и пати стануваат вистина, или некои полувистини стануваат вистина, ми видите класика за работата програма. Ето, може да е класика за другите политични партии, ама вие тоа го направите програмата на ниво на мајсторство. Да не заборавиме дека над 50% од приватизацијата во Република Македонија по пазарна капитализација, по вредност, најпорешна дека е правителството станува е извршено од владата на ВМРО до ВМРО 98-2002 година. Најголемите приватизации од типот науката и телеком се извршени од страната на ВМРО до ВМРО. Ни за фабрики се затворени во ваше време. Да не правиме муабет, дали тоа е субјективно заради политичките структури или заради објективните околности, затварање на пазари и така натаму промене на општествен систем. Не е место тоа за да дискутираме. За тоа сакаме да дискутираме. Вие вработувате, ние отпуштаме. Вие градите денес. На претходната седмица ви дадох пластичен пример и никој не ме демантира. Дека во средината на 2006 година затворечниот јавен долг на Република Македонија изнесуваше 1,9 милиарди евра. За денес да е над 4 милиарди евра. Со тоа и градите, училиштата, спортските терени, скейтборд, патеките и така натаму, или Скопје 2014. Тоа е ВМРО. Сметката, 100 пати и ова кој му е кажано, ќе дојди на плаќање. Можда малку мене ќе ме закачи, ама макам и оти моите деца во целоска крвава плата. Ако се тука, то најмногу ме боли. Ако се тука, тоа прашање ако се. А не знам зашто би биле тука за да плаќаат нечии каприци од пред 10 години. За кои што апсолутно не се криви. Впрочем, одговорот веќе стига. Направите еден попис како што треба, па ќе видите како стигнат одговор.